Лорда Доу и вели што ме советуваш за проширени вени. Искрено во исхраната ништо речи си не можеш да направиш со проширените вени, затоа што мислам ништо. Можеш ти да си го олесниш целиот процес, тамам работа, можеш и да го влошиш со лоша исхрана, но ако сметаш дека со исхрана ќе си придонесеш за да ги се поправат и да ги снема проширените вени, тоа нема да се случи. И тоа е прво нешто што треба да го знаеш. Се случува поради тоа што во вените има еден вентил кој што спречува да крвта се враќа наназад, бидејќи треба да оди кон срцето. И вените имаат еден вентил кој што треба да го спречат обратното одење на крвотокот, но многу често тој вентил знае да попушти и да, особено во долните екстремитети, значи во нозете, да се насобира крв, бидејќи не може правилно течение да има назад кон срцето и да се прошируваат вените. И така се создаваат проширени вени. Воопшто не е тоа животно загрозувачко нешто и немој да се плашиш, но дефинитивно треба да припазуваш на животниот стил, затоа што пред се каде ризици постојат во вишокот на килограми. Доколку имаш барем и 5 кила вишок на килограми, може да биде проблем, затоа што по секако вишокот на килограми и лошиот животен стил може да биде да се ефектира негативно врз кардиоваскуларниот систем, а особено тоа може да биде изразено и негативно ако имаш и проширени вени. Затоа среди си го животниот стил, како суплемент би ти препорачал омега-3, не само затоа што имаш проширени вени, омега-3 би требало секој од нас да ја суплементира, би ти препорачал растителни влакна, кои што ќе помагаат за одржување на нивоата на холестерол во добри граници, бидејќи холестеролот е број 1 загрозувач на кардиоваскуларно здравје, и би ти препорачал да практикуваш кардиовежби. Нека биде тоа и пешачење, качување на скали, било што, затоа што кога се става во акција телото и кога вклучуваш кардиовежби на дневно ниво, помагаш во лачење на една супстанца што се вика азот моноксид, а азот моноксид придонесува за подобра еластичност на крвните садови и сето тоа прави да имаме подобар, покомпактен кардиоваскуларен систем. Така да не се плаши, значи не е никаква животно загрозувачка ситуација, но привнимавај на животниот стил, а доколку сакаш трајно да ги регулираш, тогаш тоа треба да го правиш на лекар, бидејќи постојат и хируршки зафати, и ласери, и зрачење и така натаму, но пак не би знаел јас да ти кажам што да правиш, консултирај се со твојот лекар.